Наместо пониска од пазарната цена добија берзанска плюс маржа. Болниците треба и тоа како да го одврзат кесето за да си ги платат сметките за струја годинава. 8 државни клиники и институти кон средината на декември склучиле договор со СМ Продажба за набавка на електрична енергија според пазарните цени на берзата за струја Хупекс. Дополнително на тоа ќе платат и 5% трговска маржа. Цените ќе бидат променливи зависно од тоа како ќе се движат цените на оваа берза. За набавка на струја за 12 месеци, овие 8 државни клиники ќе потрошат вкупно 2,6 милиони евра со ДДВ. Инаку кон крајот на септември, владата помпезно на вонредна пресконференција најави пониска цена за јавните здравствени установи. Ќе бидат обезбедени со електрична енергија преку СМ Продажба по поповолна цена од берзанската. Затоа што грижата за граѓаните и обезбедување на здравствена заштита е императив на оваа влада. Владата кон крајот на минатата година пренамени 7 милиони евра пари од буџетот за болниците на кои им се закануваше исклучување од ЕВН да може да ги подмират старите долгови за струја. Од друга страна, СМ Продажба пред 10 дена продаде поевтино нокни вишоци струја на трговци со електрична енергија. Цената изнесуваше околу 100 евра за мегават час, што е двојно поевтино од онаа на берзата Хупекс. И покрај сето ова, премиерот Ковачевски уверува дека најдобро сме се справиле со енергетската криза од земјите во соседството. И исто така болниците кои што се поголеми потрошувачи и кои што се снабдуваат на слободниот пазар се ставени за снабдување кај СМ Продажба по цени кои што им овозможуваат рамномерна цена во текот на периодот за кој што се купува електричната енергија. Дополнително, заради кризата во која што помина државата, а особено здравствениот сектор, имаше поголемо ниво на долгови кои што беа акумулирани, и затоа државата со последната прераспределба на крајот на минатата година исплати долгови за струја кои што ги имаше здравствениот сектор во државата. И покрај фалбите на владата дека сите енергетски капацитети се во функција, тие никогаш не работат со полн капацитет. Аналитичарите и опозицијата постојано критикуваат дека нема да има големи потреби за увоз на струја ако има доволно електрична енергија од домашно производство. Само во последните месеци од 2022 се потрошија 40 милиони евра за увоз на струја.